Само 2% или 112 од 5747 краварски фарми во земјава го исполнуваат критериумот за хигиена на млеко. Ова го изјави денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов. Во втора категорија спаѓаат 3600 фарми, а во трета 1450 покажала категоризацијата која треба да заврши до крајот на месецов. Не очекуваме какви било промени во однос на сегашните резултати, истакна Атанасов на средбата со новинарите, укажувајќи дека свежо млеко може да продаваат само фармите од прва категорија, а оние од втора и трета мора да го преработуваат во сирења и кашкавали. Сепак нагласи недостиг на свежо млеко не се очекува, зашто во прва категорија спаѓаат најголемите капацитети. Прва категорија фарми подразбира продукција на млеко согласно европските стандарди. Втора значи недоволно хигиена при манипулацијата со млекото до негово предавање на откупувачите, појава на бактерии повеќе од дозволеното при молзење или поради нечисти штали. Додека третата категорија се оние фарми во кои има дури и заболени животни, а не се внимава на благосостојбата, објасни директорот. За надминување на ваквата состојба, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе предложи до владата да се обезбедат дополнителни стимулации за производителите кои предаваат првокласно млеко, како и продолжување на едукација на фармерите. До владата ќе предложиме и да се забрза постапката за регулирање на статусот на земјиштето на краварските фарми од трета категорија, што исто така сериозен проблем и влијае врз квалитетот на производството, истакна Атанасов.